Тетово не е со најзагаден воздух во земјава, тврдат надлежните. Градот е со највисоки просечни концентрации на суспендирани честички на годишно ниво, но тоа не значи дека воздухот е најзагаден, зашто останатите 4 параметри се нормални. Нашите исследувања покажуваат дека морбидитетот на неспецифичните респираторни заболувања не кореспондира со степенот на загадувањето, односно во благ патие, во однос на година дена и во однос на пред 2 години. За тоа најмногу придонело дислоцирањето на дивата депонија која во значителна мера го загадувала градот, но и натаму остануваат опасностите од другите загадувачи. Од бронхит па до акутно влошување на некоја хронична состојба, како што е бронхијалната астма или обструктивниот бронхит. И кои се изворите? Изворите се индустријата, изворите се сообраќајот, изворите е неасфалтираните површини, незазелените површини од кај што може да се дигне прашината и сето тоа влијае на квалитетот на амбиентниот воздух. Еве што мислат тетовци за квалитетот на воздухот што го дишат. Чист? Не, никако чист. Мислите дека е загадено? Многу е, превише. Чист воздух имаме. Меѓутоа треба уште малку да биде почисто, треба колите да ги отстрани. Не верувам. Не, нема. Мислите дека е загадено? Па загадено е, гледате како е све. Болен сум од тој воздух. Нема дилема дека е загаден воздух. Тоа е. Какви проблеми кај вас предизвика? Па, респиратор, градите, и свират. Сум били на лекари во Скопје и така, вика дека нема ништо, мене ја осеќам тешкоти. И мислите дека е од воздухот? Па мислам дека е од воздухот, од друго што. Тетово има една фиксна автоматска мерна станица за квалитетот на воздухот. Министерството за здравство набавило 2 мобилни мерни станици кои ќе може да ги користат сите центри за јавно здравје во зависност од потребите.